Почитувани, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе зборувам на тема откупување и нашето верување за вечен живот. Тука ќе вклучам 4, односно 5 основни нешта. Спасение, откуп, оправдување, светост и сигурност. Но пред тоа би прочитал 2 стиха од 1 Коринтјаните, 1 глава, каде што апостол Павле вели: "Од него сте и вие во Исуса Христа, кој ни стана мудрост од Бог, праведност, осветување и откупување, за да биде како што е напишано: кој се фали, со Господ да се фали." Ние како христијани веруваме дека спасението доаѓа исклучиво од Бог преку благодат или преку милост врз основа на откупот во Исус Христос нашиот Господ преку неговата пролеана крв на Голгота или на крстот. Тоа спасение не може да се постигне од самиот човек и не може да се заслужи преку неговите добри дела. Например, апостол Јован во 1 глава 12 стих вели: "А на сите што го примија, им даде власт да станат Божи деца, на оние кои веруваат во неговото име, кои не се родија ниту од крв, ниту од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бога." Потоа апостол Павле на ист начин, сличен, вели во 2 глава од Ефесјаните, 8 и 10 стих вака вели: "Зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Не е од делата, за да не се пофали некој. Зашто негово дело сме ние, создадени во Исуса Христа за добри дела, кои Бог однапред ги подготви за да живееме во нив." Тука многу е јасно опишано спасението, дека тоа е по благодат, тоа е Божи дар, не е од делата на човекот и така натаму. Значи, спасението што ние го имаме или што сме го добиле е Божи дар, по вера, по благодат. И затоа ние веруваме дека Бог не може поинаку да го откупи човекот од ужасните последици на неговото паѓање во грев, освен преку целосно задоволство на неговата света правда. Затоа тој, Бог, уште од вечноста, вели во Ефесјаните, ја предодреди жртвата на помирување преку неговиот единороден син Исус Христос. И затоа Петар вели: "Заклано јагне пред создавањето на светот." И поради тоа Христос, синот на живиот Бог, во одредено време од Бог дојде на оваа земја во сличност на човечкото грешно тело, за откуп на човечкиот род, како што вели Павле во Галатјаните 4 глава, а кога се исполни времето, Бог го испрати својот единороден син, роден од жена, под законот, за да може да ги откупи сите оние што се под законот. Тој покажа совршена послушност со тоа што за нас го исполни целиот закон, жртвувајќи го неговото тело заради нас. Тој, Исус, стана проклетство и се изложи на Божи гнев и казна за нашите гревови. Ние во тоа веруваме. Затоа ние веруваме дека ова негово дело на вечно и целосно помирување преку Божиот син е единствената причина за нашето спасение и дека преку него ни се овозможува простување на сите наши гревови. Ни се овозможува оправдување, како што вели Павле, а сега оправдани преку верата имаме мир со Бог. Ни се овозможува вечна праведност, вечен живот, избавување од вечна смрт, од пеколот, од силата на ѓаволот и фактот дека преку ова откупување добиваме сила да го мразиме гревот и да умреме за него, да го сакаме доброто и да го спроведуваме доброто. Христос, откупувајќи не преку својата смрт и воскреснувајќи од мртвите, се вознесе на небото и седна од десната страна на Божјото величие. Откако го заврши делото, го испрати својот свет дух во нас преку вера во неговото славно откупување. И како вечен правосвещеник, тој сега се застапува за нас пред Бог Таткото.
и според неговото ветување ќе биде со нас преку сите денови на нашиот живот, до крајот на векот, додека не дојде времето да не земе во небото, каде што пребива тој во неговото вечно царство. Затоа, ние како наново родени и спасени Божји деца, веруваме дека оправдувањето пред Бог е целосно негово дело. Тој ги прогласува праведни сите оние кои преку вера во Исус Христос ќе се покајат од своите гревови. Сите што го препознаваат како нивен спасител и Господ, Христовата правда е доволна и не вклучува ниту едно човечко дело. Христос ги зеде нашите гревови врз себе и на сите кои веруваат им ја додели својата правда. Наново родениот човек е облечен во Христовата правда. Тоа значи дека Бог е праведен и го оправдува секој што верува во Исус. И затоа, ние што сме оправдани, спасени, всушност, ние сме наново родени или родени од озгора. И затоа ние веруваме дека новото раѓање или наново раѓање е надприроден настан, кој се случува преку дејството на Светиот Дух, исклучиво преку Светиот Дух. Само преку Духот човекот може да живее и да му се даде нов живот и нова природа, станувајќи ново создание. Онака како што апостол Павле вели, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Наново раѓањето е дело на Светиот Дух. Така што човекот, колку и да е грешен и отпаднат од Бог, преку слушање на Божјиот збор и примање на Духот, го воспоставува заедништвото со Бог, кој го изгуби со паѓањето во грев. Кога грешникот ќе се покае и кога преку вера и преку дејството на Светиот Дух ќе го прифати Исус Христос како негов Господ и Спасител, тој се наново раѓа и го започнува новиот живот во Исус. Вистинското наново раѓање се потврдува со плодови на покаяние, кои се манифестираат преку правење добри дела, но во никој случај добрите дела што ги прави наново родената личност, тој ги прави од послушност кон Бог, а тој не ги прави за да се наново роди, туку затоа што е наново роден. И како резултат на тоа, во него има силна желба, природно да ги прави, бидејќи има нова природа создадена од Бог. Добрите дела изобилуваат во верникот, во зависност од тоа колку му се предава на располагање на Светиот Дух и во послушност кон Божјиот збор. Преку послушноста, верникот расте во верата и вистината и станува се посличен на Христос. Наново раѓањето го води верникот кон свет живот, за да може совршено да го слави Христос се до неговото второ доаѓање. И затоа имаме осветување. Тој што е спасен, оправдан, наново роден, тој се осветува, тој е осветена личност. Како што прочитав, каде што вели, тој ни стана осветување. Христос за нас стана осветување. Затоа ние веруваме дека секој верник е осветен во Христос, одвоен од светот, за да припадне на Бог преку оправдувањето во Исус, така што тој врз основа на Христовото дело на осветување се смета целосно свет пред Бог, одвоен од гревот. И во оваа смисла, осветувањето се случува во мигот, кога човекот ќе се наново роди. Со овој чин се определува и позицијата пред Бог, доделувајќи му на грешниот човек светост, што тој никогаш не ја заслужува. Ова осветување во Христос не треба да се меша со целоживотниот постоен процес на осветување, растејќи во светоста и вистината. Христовата светост се засметува како наша светост, тоа е Божјо дело. И затоа ние веруваме дека оној што е роден од озгора преку Светиот Дух има внатрешна потреба да биде послушен на Божјиот збор и преку силата на Светиот Дух кој живее во него, сака да расте во светост се повеќе и повеќе, за да биде сличен на Исус Христос. Затоа, ние веруваме дека наново родената личност е во постоен конфликт и борба со неговата стара природа, што е наследи од Адам и Ева. Но сепак, треба да се нагласи
дека тој како ново создание во Исус, борејќи се против старата природа, излегува секојаш како победник преку силата на Светиот Дух кој живее во него. Оваа борба ќе трае додека е жив на земјата, така што сите изјави досега за апсолутно искоренување на гревот не се библиски. Победата над гревот е можна само со помошта на Светиот Дух. Христијанинот е свет во Христос, еднаш за секогаш, исто како и оправдувањето, и ја потврдува истата преку целиот живот, предавајќи му се на Бог одново и одново за осветување. И како осветена личност, оправдана, спасена, наново родена, тој има сигурност на своето спасение и го чека крајниот момент кога Исус ќе дојде од небото за да ја земе црквата во неговото царство. Затоа ние веруваме дека сите наново родени верници кои се спасени и откупени преку верата се сигурни во поглед на нивното спасение. Тоа е голема привилегија за верникот да може да се радува во сигурноста на своето спасение. Но треба да се потенцира дека сигурноста на спасение не му дозволува на верникот да се впушта во секакви гревови, оправдувајќи и надавајќи се дека и да греши, тој пак има гаранција за своето спасение. Таквиот всушност може само да се декларира за христијанин, но не од Божиот спасен народ. Затоа тој што го има, Светиот Дух, е запечатен со него и има гаранција дека тој ќе го одржи спасението до крајот на неговиот живот според Божјото ветување. Бог да ве благослови, почитувани, како што е напишано во 1 Коринтјаните 1 глава. Од него сте и вие во Исуса Христа, кој за нас стана мудрост од Бога, праведност, осветување, откупување, за да биде како што е напишано: кој се фали, со Господ да се фали. Амин.